изисквањата на Македонија в длабочината на историјата за признание на македонската национална самобитност навлиза толку далеко и толку длабоко в историјата, че каква и да било отстъпка на българската страна ще остави българската држава без собствена историја, без своје историческо минало и без идеја за своето историческо бъдеще. Какво ще остане од Българија, ако го земете Самуил? Какво ще остане од Българија, ако го земете Гоце Делчев, ВМРО, Освободителното движение, ако го земете Кузман Шапкарев? На Българија ще ви остане турското робство, което денеска се казва владичество, и ще ви остане, како казва од Регенсбург еден историк тамо, кој и една българска историчка четек, че не е имало априлско востание, че не е имало баташко клање и ще имало прекрасно сожителство меѓу турците и българите. Сега българите не били баш толку много рамноправни, но всичко живеело щастливо и хубаво. Това ще и остане на Българија. И тогава Българија може да си прави референдум да се приклучи на Ердоган. И така се говори, че българите се туркиско племе, демек братовчеди с денешните. Това е така една иронична малко белешка за бъдещето на Българија, доколкото се приеме и част од македонските изисквања. Македонските изисквања треба да се Българија треба да се ориентира кам това, което го искат македонците, но след решенијата на Коминтерн од 1934 година, даже може и нешто преди това, но не многу. Да речеме нешто веднага след Првата световна војна, което го има под документите и архивите. Обаче тоа е въпроса за етникума, посебниот македонски национ. Ако некој иска това да приеме, че съществува частично. Въпрос за македонска држава. Македонската држава е настанала с референдум 1991 година. И след това с Охридскиот договор, којто е част од македонската државност, којто беше там, која беше 2001, како беше договора 2000. Значи, това е 13 август 2001 година. Моля? Охридскиот договор 13 август 2001. Аз бех тогава в Штатите, че одех на конвенција на МП. Некаде в Кливленд, не знам каде, затоа не помним точно датата, но знаех, че ще се подпише. Значи става дума за, ние говориме за држава, а проблици на македонска државност има след 2 август 1944 година. Но тая држава не е суверена држава. Това вие ще научите на секој, на првиот час по теорија на право на факултета, когато се говори за југославскиот федерализам, се води битка. Стефан Габер беше застапник, че Македонија има државност од Ивенден. Белградското медведство говореше, вие имате само ограничен суверенитет. Вие немате истински суверенитет. Това се позиции за които аз съм учил на факултета и при живи професори. Тука беше Евгений Димитров, тука беше Габер, това се водеше војна за тоа. Евгений Димитров никога не стана доктор на науки заради тој проблем с државноста. Значи, на тој начин треба да се гледа нештата. Проблема кога говорим за државноста, говорим за суверенитета. За целостен државен суверенитет. Сега въпросът е дали е Германија суверена држава в Европейския съюз, ама това или Белгија, или така, ама това вече влиза в сферата на философијата.